Почитувани, на ваква постапка се одлучивме ние пратениците од парламентарното мнозинство. Имено се работи за предложениот закон од страна на владата за утврдување на минимална плата, она што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Издружената коалиција го вети во предизборниот период. Тоа како дел од пакетот закони дојде од владата, меѓутоа, за жал, поради одолговлекувањето на работата на овој парламент во изминатиот период, нема време во редовна постапка да биде реализиран, односно усвоен, изгласан онака како што парламентарното мнозинство планираше. Според тоа е истиот закон кој владата го предложи. На овој начин сега, во теков на наредниве денови, ќе успееме да го обезбедиме она што владата го ветуваше уште од денот на нејзиното формирање, имено зашто тогаш имавме и барем вербална поддршка од страна на опозицијата низ комисиските расправи и низ расправите на ова пленарна седница, дека и тие инсистираат час поскоро да се донесе тој закон со што ќе се обезбеди минимална нето плата во вредност од 12.000 денари. Овде се работи за обид, односно конечно разрешување на едно болно прашање за голем број граѓани во Република Македонија кои го стекнаа правото да бидат стечајни работници, односно работници чии работен однос престанал заради престанок на работа на фирмата која што била во доминантна или во целосна државна собственост. Ние во јавноста популарно го знаеме како законот за стечајни работници. Имено овој закон се однесува на сите работници кои се стекнале со статус од стечајни работници во периодот од 1995 година и овој пат заклучно со 30 јуни 2017 година. Дефиниран е работниот стаж од 15 години минимум, дефинирани се старосните граници, 55 за мажи, 52 за жени, и на овој начин над 3500 работници ќе се стекнат со право да почнат да го земат надоместокот кој владата на Република Македонија всушност успеа да го обезбеди од над 7.000 денари за сите овие над 3500 работници со ребалансот на буџетот. Користејќи го овој термин за да ја образложам потребата од донесување на, всушност ова е предлог закон за измени и дополнување на законот за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги во делот на радиодифузната такса, или да бидам поконкретен, за укинување на радиодифузната такса. Ово е истиот закон кој Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Издружената опозиција минатата година го предложија пред ова собрание во редовна постапка. Значи имаше дебата, ние тогаш ги доставивме сите аргументи во однос или во афирмација на едно вакво барање. Меѓутоа тогаш парламентарното мнозинство амблок го одби овој закон, како и сите други кои доаѓаат од опозицијата.